Добра вечер. Дневник на КТВ, 13 јануари 2026 година. Основното јавно обвинителство Кавадарци донесе наредба за спроведување истражна постапка за два одвоени случаи во кои има сомненија за кривично дело силување на дете кое не наполнило 15 години од член 188 од Кривичниот законник. Во првиот случај осомничени се две полнолетни лица од Неготино кои најпрво сториле кривично дело задоволување полови страсти пред друг од член 190 од Кривичниот законник. Тие имале сексуални односи пред малолетно дете кое ги снимало со мобилен телефон. Во јули лани, додека детето имало 14 години, еден од двајцата осомничени повеќе пати го наведувал малолетникот на сексуални односи со него, зашто му давал одредени парични средства. Јавниот обвинител предложи мерка притвор за осомничениот за силување на дете, за кое е запретена казна затвор од најмалку 8 години. Кавадаречкото обвинителство води постапка и предложи мерка притвори против 44 годишен татко од Кавадарци, осомничен за други полови дејствија спрема неговата 13 годишна ќерка. Тој во алкохолизирана состојба го допирал девојчето во повеќе наврати, со што постои сомнение дека сторил кривично дело од ставот 5 на членот 188, за кое е запретена казна затвор од најмалку 3 години. Секој дом во Кавадарци мора да биде обезбеден со сензор за рана детекција на чад, изјави во емисијата ТВ Објектив на КТВ градоначалникот Митко Јанчев. Тој нагласи дека со овој проект се дејствува превентивно, но и при пожар брзо се дејствува од страна на противпожарната единица. Ние веќе сме спремни негде таму втора половина од јануари да излеземе со физибилити студија со комплетна анализа за Safe City во делот на пожарот. Ќе го анализираме, ќе го презентираме пред вас медиумите, пред граѓаните, да видат што е тоа што ние нудиме, сензори и проект комплетен за секој дом да го обезбедиме. Не навлегувам во друга проблематика или детали како било вама, како било таму. Во делот за заштита на населението ќе им биде најбитен момент во делот на превентива, заштита и нудење на социјална поддршка на целокупното население. Тука го спомнав домот, тука го спомнеме домот за деца или лица со ментална психофизичка попреченост, подобрување на брзата помош и ресурсите и во делот на средствата со нови комбини со се. Тука е територијалната противпожарна единица која што е екипирана 101% комплетна и тука е полициската станица која што е екипирана 101% и со маски и со делот на ресурси. Одиме во превентивата. Превентивата ја решаваме во делот на сообраќајот, во делот на незгодите, во делот на осветлување на сите работи и на крај сакам секој дом да го обезбедиме со овој систем кој што го кажувавме предизборно, а ќе биде кофинансирано или финансирано од општина Кавадарци, во секој дом, во секоја просторија сензор за рана детекција на чад, не на пожар, на чад, температура или, не дај Боже, оган. Сите сакаме да ги поставиме сензори, да има секоја куќа, секој колективно домовење, да има секоја зграда, во секоја просторија. Иако сега во студио на КТВ се означи сензорот дека е активен, системот автоматски дојавува до противпожарната дека на улица Шишка, број 58, во просторија на КТВ, во студиото централно, значи знаеш точно во која просторија е сензорот активен. Се доаѓа брза помош по дефолт, се доаѓа пожарна, полициската станица излева на терен и се гледа во каква состојба и дали е тоа за веднаш интервенција или се нешто друго случило. Така да таа превентивна сигурност ја има во цела Европа. И ја мислам дека со тоа ќе спасиме многу, а на крајот од денот кога си легнеш ќе бидеш 5 пати посигурен дека некој друг мисли за тебе и кога спиеш. Не само во делот на јавната безбедност, него во безбедноста. Забележал чат, па да забележал чат или било што. Гледате дека незгодите се случуваат од ништо. Сите големи проблеми доаѓаат од ништо. Сите најголеми несреќи и незгоди доаѓаат од мали работи. Така да тука ќе превенираме максимално.
Ке се гради нов објект во рамките на спортскиот центар Јасмин во Кавадарци. На површина од 1000 метри квадратни, Кавадарци ќе добие куглана, сала за гимнастика и апартмани за сместување на спортисти. Со изградбата на спортскиот центар Јасмин во Кавадарци, кој започна во 90-тите години од минатиот век, кавадаречката спортска инфраструктура доби значаен импулс и веќе долго време на овој простор се одвиваат надпревари, се одржуваат тренинзи, како и големи спортски настани. Но делот од просторот, каде требаше да се изградби доградба и кој долго време беше запуштен, без никаква реализација, па со изглед на напуштеното место, дојде моментот конечно истиот да прерасне во нов, модерен спортски објект кој ќе екзистира во рамките на спортскиот центар Јасмин. И официјално, од денеска започне изградбата на овој објект на површина од 1000 метри квадратни во основа со подрум, приземје и кат, каде ќе има куглана, сала за гимнастика и 7 апартмани за сместување на спортистите на горниот кат. Проектот е со финансиска конструкција од 118 милиони денари, целосно преку владата на Република Македонија, втор повик и представува голем чекор напред за спортот и развојот на нашиот град. Ова е само потврда дека Кавадарци станува се поактивен, модерен и спортски ориентиран град. Јавното предпријатие Комуналец веќе подолг период успешно работи со проширена дејност. Директорот Гоце Ангеловски во емисијата ТВ Објектив на КТВ проговори за дополнителните активности кои му беа делегирани на јавното предпријатие со одлука на Советот. Кога зборите за јавно предпријатие Комуналец, мисля вода, канализација, капелата и пазар. Тие беа тие дејности, основните дејности со кои што функционираше јавното предпријатие, меѓутоа со доаѓањето на Митко Јанчев, тие градоначалник на општина Кавадарци, тие надлежности се зголемија многократно. Некои од оние надлежности кои што сега ние ги имаме по програма кои што ги работиме со општината, во минатото ги работеа надворешни компании, надворешни фирми, затоа што предпријатието не било во состојба да ги работи тие работи, тоа е голем предизвик да го работите и неколкократно било поскапо тоа коштало. Сега со оние средства кои што ни се обезбедени од страна на општината, ние даваме буквално добар сервис спрема општината, кои што го чувствува бенефитот лично граѓаните. Сега некои фирми кои што биле учени да ги земаат тие тендери како сообраќајни знаци и ред други работи, може би му е малце на нив неправда, меѓутоа од страна на општина Кавадарци еден вистински потек, затоа што трошењето на јавните средства е сведено на минимум, тие работи ги врши јавното предпријатие Комуналец, а ефектот е многу поголем. Затоа ние имаме програма за сообраќајни знаци и урбана опрема, имаме локални патишта, полски патишта, поплочување на улици, фудбалски игралишта. Тука само имаме надворешна фирма, се уште додека не влезиме, односно не се остручиме за одржување на фудбалско игралиште. Имате зимска служба која што ние ја одржаваме пред 2 години. Имаме интервентна програма која што е со општина Кавадарци во делот на водовод и канализација, која што претходно ги даваше тие средства на тендер, тоа е за реконструкција, односно за изведба на нови линии, мали, значи кога имате поголеми проекти, тие повторно си имаат нивни надворешни тендери кои што ги распишуваат. Меѓутоа ние работиме по сите овие програми и по јавно чистота и зеленило. Буџетот на општина Кавадарци спрема јавното предпријатие е некогаш 6 милиона денари. Средства кои што ние знаеме да ги искористиме и знаеме како рационално да ги распределиме сите овие средства за да ги вршиме сите овие услуги. Од јавна чистота и зеленило, одржување на зеленило до зимска служба, поправка на сообраќајни знаци, локални патишта, полски патишта и така натаму. Значи во една добра соработка со општина Кавадарци, сите овие услуги кои што ги нудиме се едно на многу високо ниво.
Денес се подпишани и доставени до Трезорот налозите за исплата на штетите од мразот 2025 година и градот 2024 година, елементарни непогоди кои ја зафатија територијата на општина Росоман и предизвикаа значителни штети кај земјоделците и стопанските субјекти, информира градоначалникот на општина Росоман Ѓорги Крстевски. За штетите од мразот 2025 се подпишани 742 налози кон физички лица, 20 налози кон правни лица, а за штетите од градот 2024 се подпишани 359 налози кон физички лица, 8 налози кон правни лица или вкупно 1129 налози со вкупен износ од 24.125.370 денари. Општина Росоман останува посветена на навремена и транспарентна поддршка на земјоделците и стопанството, додава Крстевски. Заврши изградбата на фекална канализација на улицата Белкамен во Кавадарци со финансиска конструкција од 860.000 денари и должина од 160 метри. Овој проект значајно ќе го подобри квалитетот на животот во населбата и ќе го реши долгогодишниот проблем со канализацијата за сите жители, велат од општината. Работите на овој проект ги изведуваше фирмата Градба Промет. Во Росоман е ставено во функција уличното осветлување на улицата Пролетерска, улицата 11 октомври, кај џамијата и делот од поштата до ветеринарната станица. Инсталиран е нов кабел во должина од 600 метри, со што се обезбедува постабилна и побезбедна мрежа за јавно осветлување, информираат од локалната самоуправа. Дневникот го продолжуваме со информации од културата. Кавадаречкиот театар ќе ја подготвува представата Тестостерон. По четврти пат со театарот од Кавадарци ќе соработува гостинот режисер Јордан Витанов. Почеток на нова година 2026 како прва представа планирана представата Тестостерон Андреј Сармановиќ во режија на докажаниот режисер и актер Јордан Витанов, како човек кој што ќе биде гостин режисер на оваа представа. За представата ќе ви каже режисерот малку повише околу тоа кога, како, шо, кои глумци. Јас може да кажам дека театарската година, сезона ја започнуваме со оваа представа. Во тек на годината ќе следат уште неколку представи, како детски, така и за возрастни. Така, веќе во април и мај треба се случи една детска представа. Во месеците понатаму дополнително ќе известуваме публиката за следни представи. Покрај представите на кај нас на матична сцена се предвидени конкретно и оваа представа да се гостува во неколку театри низ Македонија, може би и странство. Од проектите кои што ни се замислени во театарскиот дел, тоа се гостувањата на некои реномирани македонски фестивали, како што е ДАФ, покрај тоа на фестивали низ бившата Југословенска републики. Така да, од прилика е тоа што е замислено во текот на 2026 година. Конкретно, кажавме дека почнуваме со оваа представа, па понатаму ќе известуваме публиката за другите проекти и представи. Благодарам. Тоа беше Глигоров, Методи. Го прашуваме Витанов за каква представа се работи. Па, кажа Методи, значи насловот на оваа пиеса е тестостерон. Тоа е хормон, машки хормон, се знаат гледачите за што се работи. Се работи една одлично напишана комедија од еден полски автор, авторот се вика Анджеј Сарамоновиќ. Пред 25-30 години напишана, произведена во Варшава, во еден театар. Мислиш дека уште е на репертоар во истиот театар. Најпосетената представа воопшто во целата полска историја на театарот.
поставена скоро во сите европски земји надвор од Европа, во многу театри, во помали и поголеми. Значи една представа која има долг живот по сите светски сцени. Се надевам дека така ќе биде и овде во Кавадарци, дека публиката ќе има можност барем 2 сезони да ја гледа оваа представа, додека не се засити, што се вика, од незиниот хумор, незината убавина, духовитост и така. Значи, ова е моја втора соработка, односно четврта соработка со театарот во Кавадарци. Прв пат работев пред, не знам, 20 години. Како се прими ова раководство сега? Па, ја немам проблеми со раководството, со колегите имам повеќе проблеми. Па не сум имал проблеми. Чи има ли артисти за представа? Да, секако 7 играат, 7 актери играат, исклучиво машка подела, нема жена. Се работи за еден текст кој го третира мачуизмот, машките митови, суети, не знам, што се би можеле да смислиме, да помислиме и така натаму, од аспектот на мажи. Се надевам дека ова представа ќе има долг живот и дека 90% од публиката тврдам ќе бидат исклучиво жени. Значи, како што реков, четврта соработка е со театарот Кавадарци. Прв пат работевме, ја спомнав представата Бог Баху со Преображение, кој постарите генерација знаат. По некое време работевме еден текст на Иво Брешан, Хамлет од Долна Бошава, една исто така шармантна комедија, и таа долго се задржа на репертуарот, ја игравме на големо задоволство многу пати. И последната соработка беше пред 7-8 години на текстот на Небојша Ромчевич, Пасивно пушење. Во неја игра Диме Боцев, Виден Станоев, Диме Коцевски, Колјо Зезо и Љупчо Настов. И ова е четврта соработка, да се надеваме дека ќе излезе и ова. Дима, твој јагол, што ќе кажеш? Ја искрено ти кажам, уште Јордан ми го даде вие текст уште пред 7-8 години, 10 може би има, да. Уште тогаш ми влези под кожа, искрено ти кажам, затоа што, како што кажа Јоцо, текстот е пишен феноменално, мислам, авторот направил ремек дело и искрено кога идејата се роди за да биднева работа, кога ми кажа Методко, директорот, он искрено ти кажам, едва и чекав да почнем. Баш тоа нека го правиме муабет, нели, јас направив една пауза подолга малце од сцена и ми е голем предизвик сега, а пак ми е многу чеив што пак ќе работам заедно со Јоцо. Јас сум мислам дека единствените од два екипа кои што има у сите представи, кои што ги правеше Јордан. Го делам исто мислење. Мислам дека ќе имаме многу убава представа по самиот текст со добра подела. Мислам дека имаме добитна комбинација, представа која што се надевам дека барем 20 пати ќе ја видат нашата кавадаречка публика на матичната сцена и да прошетаме малце низ Македонија. Може, како не? Кога да ве очекуваме? Само да кажам кои играат од колегите во представата. Значи, во представата играат Диме Коцевски, Александар Малинков, Диме Боцев, Виден Станоев, Сашо Орешков и Никола Деков. Деков. Да. Сценографијата ќе ја сработам јас и избор на костими и музика. Значи, се вкупниот. Колку време ќе ја спремаме? Колку време ќе работиме? Предпоставувам дека за 5 недели ќе ја извадиме, дека средината на февруар би излегле на премиера, ако се биде како што треба. Не може сега да знаеме како ќе биде, што се однесува до нас. Ние сме спремни за работа. Сега има вис мајор, кажам, ако се случи нешто од кој може да го предвиди тоа. Благодарам за муабет. Директоре, на 16-ти настапувате на Драмски театар во Скопје. Да, на 16-ти сме гости во Драмски театар со представата Кротка. Тоа е монодрама која што е во наша продукција. Беше неколку пати
кај нас на репертоар, беше во Битула, беше во Крива Паланка, сега сме во Драмски театар. Синоќа во музеј галерија Кавадарци беше отворена изложба на фотографии и реквизити на тема Джоломари, беше проектиран и краток филм. Чест и особено задоволство ми е да ве поздравам вечерва на отварањето на изложбата за Джоломарите. Настан кој представува силна врска меѓу традицијата на културното наследство и современиот културен живот на нашиот град. Оваа изложба е трет настан поред, организиран од музеј галерија Кавадарци во рамките на богатата програма за 2026 година. До 7 септември пред нас се уште 43 културни настани, кои ќе се обидеме да понудиме содржина што ќе ги задоволи различните интереси и вкусови на нашата публика. Овие вкупно 50 настани се вовед во 50 години музеј галерија Кавадарци на 7 септември 2026 година. Програмата ќе опфаќа голем број на историски изложби, етнолошки изложби и настани, фотографија, ликовни изложби, неколку перформанси како и обележување на сите значајни датуми и настани поврзани со историјата, минатото, културниот идентитет на град Кавадарци. Особено би сакал да најавам дека во текот на годината ќе се реализира и промоција на монографија за музеј галерија Кавадарци, како и еден алманах во кој што ќе бидат опфанати сите најзначајни предмети на музеј галерија Кавадарци од збирката на музејот, кои сведочат за богатството што ние го чуваме и го негуваме. Ветуваме исполнета, динамична, интересна 2026 година, во која културата ќе биде видлива, достапна и живо присутна во секојдневието на нашиот град. Во етнолошката литература, но и духовната култура, во етничкиот предел Тиквеш, многу често се обработува темата маски. Односно, представена е традицијата на еден предел кој е дел од живеењето на македонецот. Обредот во селата Ресава и Бегниште има задржано многу од својата автентичност, исполнете со архаични дејства, истовремено и верба во магијата да придонесе за благосостојбата кај луѓето, се уште е изразена сериозноста со која се изведува овој обред од страна на учесниците, но и фактот дека го чувствуваме духот на Джоломарите. При теренските истражувања вршени од страна на колеги од институцијата, кај овие две маскирани групи, добиен е материјал со единствена цел да се представи традицијата на Джоломарите од селата Ресава и Бегниште. Како докази користени се собрани материјали од теренски истражувања, но и личен став кон некои елементи присутни во овој обред. Преку архивски извори, објавени материјали, презентирани податоци и споредени сопствени теренски истражувања, континуирано е следен обред на овој микропредел. Во пределот Коледа до Водици, за време на 12 некрстени денови, следена е традицијата, особено на празнувањата и обредите за Стара Нова година или позната како Василица на 14 јануари во овие две села. Во зависност од учеството во ритуалот, секој учесник ја приспособувал маската во функција на својата улога. Со започнувањето на обредот, ноќта меѓу 13 и 14 јануари, односно Василица, селската заедница започнува да живее еден живот поинаков од вообичаениот. Само со непосредно присуство на овој обред може да се почувствува неговата вистинска моќ и веднаш да се разјасни дилемата зошто се задржал до денешен ден со истиот интензитет како тоа што било во минатото. Ова се 12 некрстени денови, каде за време на обредот се е дозволено, дури и безобразлуци. Половиот акт представува желба новата и млада година да биде плодна. Джоломарите од етничкиот предел Тиквеш и нивниот ритуал, заедно со цврстите закони на маскирање, во кое нема никакви импровизации и се во своја изворна форма, обстојува со векови, при што ништо не смее да се менува во традицијата на джоломарската игра. Джоломарската игра ни е тема која што во локален музеј галерија ја обработуваме на неколку начини. Прво, оваа изложба е фотографии кои што се од архивата на локален музеј галерија Кавадарци, поточно од мене изработени и подпомогнати од Тони Коцев, до него благодарност, кои што неговите фотографии се голема резолуција и неговите слики доминираат во оваа изложба. Обичајот на джоломарската игра ги прикажува, односно традицијата на преобликување во овие две села,
И тоа групата е составена најчесто од 10 до 15 џоломари, кои што ние како истражувачи од истражувањето увидовме дека нивната игра се одржува во 3 фази. И тоа подготовка на мацката, која што се случува во раните утрински часови, кога се преобликуваат џоломарите и ги црнат лицата од саџите на фурните, но во денешно време тие употребуваат и брзи шминги, така наречено, користат боја за чевли. Потоа, втората фаза е одење на џоломарите на сред село, каде што е запален огнот од претходната вечер, каде што тие го практикуваат и ритуалот, односно имаат тие магиски дејства и еротски моменти во самата игра. Третата фаза е фаза која што џоломарите одат по селото, каде што одат кај семејствата, домаќинствата да ги избркаат злите сили и да посакаат бериче во самото домаќинство. Те одат со смешно накитено магаре, каде што ги собираат продуктите од секое семејство, да со тие продукти подоцна завршат во една од куќите кога ќе заврши самиот објект после неколку дена за да ги консумираат. Од собраните пари пак џоломарите веќе прават и планови тоа како ќе ги искористат. Прво ги користат парите за купување на реквизити, поточно клопотарци и звонци, но истовремено се прават планови за како да настапат тековната година на карневали и фестивали низ целиот Балкан. Во Домот на културата во Кавадарци беше отворена изложба на фудбалски дресови. Добре дојдовте на отварањето на изложбата Фудбалски дресови на успешни деца во светот од тиквешијата и пошироко во галерија на Дом на култура Кавадарци. За мене како колјатор и координатор на овој проект, оваа изложба представува повеќе од културен настан. Таа е простор каде што спортот, личните приказни и колективната меморија се среќаваат и се надополнуваат. Простор каде што еден дрес престанува да биде само спортска опрема и станува носител на животна приказна, на труд, на упорност и на припадност. Изложбата што вечерва ја отвораме произлезе од искрена, долготрајна и човечка посветеност кон спортот, но и од желбата тие приказни да бидат видени, споделени, зачувани како дел од културната меморија на нашиот град и регион. Вечерва, собрани во галеријава, сме сведоци на една приказна што се кае од спорт, пријателство, човечка истреност и длабоко припадност кон заедницата. Ова изложба зборува за патишта што започнуваат локално, а водат кон светот, но и за врските што никогаш не се прекинуваат со место од кое што се потекнува. Никол Чуделов е човек кој љубовта кон спортот ја претвори во тивка, но моќна мисија. Неговата колекција е збир на доверби, пријателства и почит. Секој дрес носи тага од еден животен пат, од еден сон што успеа да се оствари, но и за една заедница што стои за тој успех. Благодарен за несебичниот придонес на Никол Чуделов, довербата и соработката при реализација на изложбата, со која преку спортот се афирмираат вредностите на упорноста, знаедништвото и човечката инспирација. Фудбалот како алатка моја, после музиката или обратно, прво фудбал па музиката се тие што од мене направи една личност, доста ме започет. Ама сето тоа благодарение на вас, затоа што како дете, кога сите деца ја шутиравме волшебната топка наречена фудбал, и ја заедно со вас сегаш бев во центарот на вниманието, никогаш не бев тргнат настрана и никогаш не бев изоставен од таа игра како таква. И ќе се препознаете тие што заедно прво го игравме малскиот фудбал, па потоа мало со мало, па натаму и натаму. Благодарност до докторите на време што не ми дадоа лекарско уверение, па да бидам и ја дел од оние младинци на Чичко Благој Бошковски. Ама тоа не ме спречи да таму позад го убијам секој тренинг и секоја утакмица со вас. И ден денес сум решен да се одолжам на фудбалот како такво, затоа што фудбалот, пак ќе речем, од мене направи човек. Фудбалот е тој што
ми донесе еден куп пријателство пред се. Фудбалот е тој што и ден денес знае дома кавга да ми направи, затоа што многу пати ради фудбалот сум оставил фамилијата настрана, ама знам дека само така може да се одолжам на фудбал. После фудбал тука дојде и ракометот и кошарката, и пинг-понгот како моја љубов и како нешто што од мене направи прекрасен спортист. Сето почна од дресот на Ванчи Шиков, мора да го поздравам. Успеа од него преку некои канали, да не кажем од каде. Дојде дресот од Украина и потоа спонтано тоа хоби мое почна да се расширува. Почна нашите деца што играа прво во Тиквеш, па потоа и надвор од Тиквеш, да ја препознаваат таа љубов и многу пати знаеше да дојде дрес, без да кажам ни дел дрес. Исто така и ден денес многу често знае некој да ме изненаде со, да речам, таков поклон, иако никогаш не сум рекол на некој дека треба дрес, него чисто како печат на сето она што се нарекува, нели, спортски берег на град Кавадарци. Почна од наши деца успешни тука во Тиквешијата, потоа тие деца спонтано стана успешни надвор од Кавадарци, надвор од рамките на Македонија и многу полесно кога играеш надвор од Македонија, па да најдеш дрес и да пратиш у Кавадарци. Имаш многу ситуации кога правиме моабет за некој дрес од некој наш успешен дечко у некој клуб, да речем, у Македонија, он вика: извини братче, вика, многу сакам да дам дрес, ама два се у клубот, едниот го играеме, а другиот се суши за наредната утакмица. Посебна чест имам што оваа вечер тука предстои ни изложбата се и фамилијата на Андреј Лазаров. Сега со еден неврзан моабет со неговиот родител правиме моабет дека Андреј беше едно посебно дете што може да кажам дека иако сум толку време у фудбалот у Кавадарци, јас последните неколку години дознав дека Андреј не е од Кавадарци. Он толку беше спонтан со нашите кавадаречки деца што секогаш имав чувство дека е некој дете наше од околните места што тука учи и што тука играе фудбал. Овој дрес што го носам од него е од Хрватска. Не успеаме кафте да го испиеме кога донесе дресот, беше некоја журба, ама ете, сам си дадов некоја, да речам, заклетва дека споменот негов ќе биде вечен. Што се случува со младинската кавадаречка кошарка? Момчињата ги нема никаде, а девојчињата имаат талентирани генерации, но сепак спортските неправди влијаат на идниот развој. Во денешно време на модерни технологии многу е тешко да создадеш спортска иднина. Ово особено важи за помалите градови, кои едноставно немаат сили да се борат со големите клубови кои се подпомогнати пред се од самите федерации. Лесно е да создадеш квалитет, се додека спортистот не достигне статус на средношколец, пошто на сцена стапуваат големите клубови, особено оние од главниот град, каде се наоѓаат пред се и интересните за млади образовни центри. Ке си го продолжи образованието каде сака, и тоа во главниот град, ке си го облече дресот на големиот клуб, а матичниот до тука, а потоа паѓа во заборав. Репрезентативен примерок за вистинитоста на горе наведеното е кошарката. М20 категорија машки. Досега се одиграа по 10 кола, а на табелата водат Вардар и Кожув со по 17 бодови, додека 2 бода помалку на третото и четвртото место имаат Водно Санс и Тиквеш Голден Игл. Тиквеш нема представник во категоријата М18, но затоа тука е Спортисимо. Во оваа категорија во групата 3 води Борец со 9 победи од 9 надпревари, а Спортисимо е 5-ти од 7 екипи. Во М16 категоријата во квалификационата група 4 Тиквеш заврши како последен 6-ти со 10 порази од исто толку средби, а Спортисимо беа трети со 6 победи и 4 порази. Во М14 во групата 1 Спортисимо се трети со 7 победи и 3 порази, а Тиквеш се последни 9 со сите 10 порази. И во најмладата
М12 категорија во групата 2, Спортисимо се убедливо први, по 7 кола со сите 7 победи. Кај девојките информациите за сработеното по првиот дел се многу попријатни. Во категоријата М18, Про баскет по само 4 одиграни средби има 2 победи и 2 порази и се 7 од 9 екипи, но со квалитет за многу подобар пласман во продолжението. Во М16 групата Исток, Про баскет се убедливо први без пораз, додека во групата Запад без пораз на првото место е Спортимот Неготино, а Спортисимо се последни без ниту една победа. Во М14 групата Запад, Спортим имаат скоро 2 победи и 2 порази, а Спортисимо имаат 1 победа и 3 порази. И сега, кога ќе побарате виновник зошто сме таму, каде што сме, постојат неколку логични одговори. Прво, толку ни ги биват тренерите. Второ, толку ни е добра селекцијата, каде исто така главен збор имаат тренерите. Трето, толку ни ги биват децата. И последно, се спортските неправди, предизвикани од страна на федерациите, судиските организации кои им гледаат низ прсти на големите клубови, на скопските клубови, на клубовите блиски до федерацијата, а таквиот однос на сегашната возраст на овие деца создава одбојност и ја намалува желбата за натамошен спортски развој. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Температурата во интервалот од -8 до 6 степени. До петок ќе се задржи стабилно и суво време со услови за појава на утринска магла по котлините. Температурите ќе бидат во постепен благ пораст. Во деновите од викендот ќе има зголемена облачност со услови за слаби локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Дневната температура повторно ќе биде во опаѓање. Го гледавте дневникот на КТВ, благодарам за довербата и вниманието, имајте пријатна вечер.